вин. Се надеваме дека Кометал Ѓорче Петров оваа сезона ќе стигне до шампионската титула. Вели народната поговорка дека надежта умира последна. Токму така, се надеваме, очекуваме, посакуваме дека нашиот шампион Кометал Ѓорче Петров ќе ги надмине оние -7 против норвешкиот првак Ларвик и ќе се пласира во големото финале по втор пат во својата историја. Почитувани гледачи, спортски поздрави од салата на спортско-рекреативниот центар Кале во Скопје. 4000 гледачи прават една прекрасна атмосфера во очекување на почетокот на реванш полуфиналната средба, дуелот меѓу Кометал Ѓорче Петров и Ларвик. По првиот надпревар, или како што милуваат нашите ракометарки да кажат, по првото полувреме, бидејќи предстојат нови 60 минути кои ќе ни припаднат нам. А тоа го вели пред се Гордана Насева, која вели не би спортувала доколку не се надавам на успех. Во нашиот состав Луминица Дину, број 16 Оксана Пластицкаја, 2 Ирина Калиниченко, 3 Индира Кастратовиќ, 4 Анжела Платон, 5 Милева Велкова, големиот борец, Олга Бујанова ќе организира нашата игра, Мими Чупич со максимален придонес во одбраната, веруваме. Адријана Будимир, големото засилување на левата бековска позиција. Лариса Ферзалиева, веројатно нема да изостанат незините погодоци од крило. Ања Андрушенко понесе голем товар на првиот надпревар, меѓутоа максималниот ефект го очекуваме токму денеска. Број 13 Наталија Малахова, не се сомневаме во реализацијата на десната крилна позиција, и со број 14 Клара Боева, големата надежда на македонскиот женски ракомет, тренер на екипата Александар Панов. За гостите од Ларвик, првакот на Норвешка. Тренерот Олег Густав Гекстат практично и немаше што да менува во својот состав. На голот Рене Рантала, данската интернационалка со 190 репрезентативни настапи, 9 одбрани на првиот надпревар. Коперут Слевиген, број 12, вторниот голман на екипата. Број 2 Тоње Ларсен, постигна 4 гола на првата средба. Број 3 Лене Лилевик, не играше на првиот надпревар. Со број 5 Кристине Хабнас, попозната како Дуволт, 4 гола на првата средба. Анета Цветер, број 6. Каримете Јохансен, 7. Шведската интернационалка Лина Олсон Розенберг, број 8. Беате Јонасен Груа, едно од изненадувањата на првиот надпревар, за работи и повреда, но е подготвена и за реваншот. Број 10 Бригите Сетем, 11 Елизабет Нес, 13 Хајди Флотнес и со број 15 Моника Кнутсен со еден погодок по првата средба, тренер на екипата Оле Густав Гекстат. Прекрасна атмосфера, ќе потетам уште еднаш. Тука е навивачката група од Гевгелија, токму не ја гледате. Веднаш до нив, малку десно, пристигна и навивачите од Тетово. Ги има од цела Македонија. Речи си час и половина, 2 часа пред почетокот на надпреварот, околу залата се беше исполнето. Ги видовме и судиите на мечот, Вакула и Људовик. Меѓутоа, она што го очекуваме, доправа предстои. Голема е негативата, висок беше оној пораз од првиот надпревар, 22:29, негатива од 7 гола. Меѓутоа, реков, спомена Насева, не би спортувала ако не би се надевала на успех. Моралот овој пат е на наша страна, а да веруваме, токму тој морал, токму поддршката од трибините и верувам од сите вас почитувани гледачи, ќе го одведе Кометал Ѓорче Петров во големото финале. Почеток на надпреварот, прв напад за нашиот шампион, стартната формација. Кастратовиќ ќе бие, не, сепак до Бујанова, Будимир на левата бековска позиција. Се бара позиција за удар. Нема таму простор за Ферзалиева. Задржана малку и грубо од Дуволт. Така игра норвежанките и на првиот надпревар не го санкционираа тоа Карнигенану и Бейнарио од Романија. Да видиме како ќе судат на денешниот надпревар Вакула и Људовик. Кастратовиќ повторно недозволена запрена, само ушна опомена за
корпулентната Сонја Ларсен со број 2 има 184 см, 27 години, 175 репрезентативни настапи за Норвешка. Кастратовиќ е прекрасен погодок со шрауба задржана. Кастратовиќ го отвора резултат. Тргнуваат во напад против дечките ракометарки, таму стандардна формација на бековските позиции, Сетен Ларсен и на десната бековска Олсон. Токму одмеа доаѓаше големата опасност. Будимир сега излезе во зоната 4-2, стартуваше, а таму имаше борба веројатно меѓу Флотнес и Платон на линијата од 6 метри. Од тука судиите ја запреа играта. Вирејќи од трибините разбирливо да се оневозможи овој напад на норвешкиот шампион. Ларсен, комбинација со Олсон, се бара простор, дали има грешка? Не, сепак ја прифати Ларсен оваа топка, меѓутоа изгледува повторно прекршок за 9 метри. Ќе подсетам, ние водиме со 1:0, веќе изминуваат 1 минута и 45 секунди од првото полувреме со оној прекрасен погодок на Индира Кастратовиќ. Еве обид, меѓутоа Луминица сину ја бележи првата успешна интервенција, полуконтра за нашиот шампион. Будимир, едно вкрсување со Кастратовиќ. Има ли позициони? Кастратовиќ бие штета само во стативата, меѓутоа Малахова прифаќа, бие крај голот, има 7 метри. Прв удар од 7 метри, меѓутоа дали нешто посериозно се случи со Индира Кастратовиќ, ќе биде тоа огромен хендикеп. Празнично пиво со празнична цена. А ти се затапа. Стигнува поддршката од трибините. Македонско девојче, меѓутоа Кастратовиќ со... Играјте го на ефтиното лото 7 од 39 на Прометуту лотарија. За само 40 денари играјте за премија од 3 милиони денари. Прометуту лотарија. И веројатно Девореца со Индира Кастратовиќ се опатува тука крај клупата. Чупич ќе влезе на нејзино место, а Адријана Будимир во првиот обид од 7 метри да совлада Рене Рантала. Имаше еден одбранец, удари тоа на Кастратовиќ на првиот надпревар во Ларвик. Будимир, погодок. Вас према 0 водство на Кометал. Изминуваат 2 минути и 30 секунди. Анулиравме веќе 2 од оние минус 7. Меѓутоа има уште многу да се игра. Докато започна овој надпревар, ќе биде ова исцрпувачки жесток дуел. Будимир стартуваше и заработува. Ако веруваш, пијам ти од топ. Комерцијална банка АД Скопје. Ќе има тешка задача Адријана Будимир против Лина Олсон Розенберг, шведската интернационалка со, реков, 153 репрезентативни настапи за нејзината селекција. Од тука сега и Чупич најверојатно ќе игра на Олсон. Токму Олсон сега бара позиција за ударе, ја наоѓа, меѓутоа стигнул со втора успешна интервенција, полуконтра, Чупич ја поведува. Будимир има ли можност за влез? Вратена топка, сега Малахова, еве можност, меѓутоа Рантала добро затвора наголот, останува во на Кометал од 2:0. Брзо се префрлува топката, Олсон, комбинација со Ларсен, бие над голот. И натаму ора почетно водство на Кометал со головите на Кастратовиќ и Будимир. Се враќа Индира Кастратовиќ, голем борец и покрај, реков, тоа што се пожали на повреда на лактот, повторно на нејзината стандардна десна бековска позиција пред неколку сезони. Се сеќавате најдобриот десен бек на светот во светското првенство во Германија, Индира Кастратовиќ. Будимир, еве позиција, бие Будимир погодо. 3:0. Втор гол за Адријана Будимир за водство на Кометал од 3:0. Добро започнавме, апсолутно не сакам да ги заречам нашите ракометарски, но посакувам, верувајте, така да продолжат. Сега Платон, одлично изблокира, еве можност за контра. Перзалиева, оди сама, мора да има погодок. Бие Перзалиева гол. 4:0. 4 минути и 20 секунди игра. Практично на секоја минута
нашиот шампион постигнува гол. Делириум во публиката, напад на Ларвик, го организира Ларсен, комбинација со Олсон, сега Стетем на левата бековска позиција, Груа, реков, иако повредена, игра на позиција на лево крило, еве комбинација, меѓутоа ја испушта Ларсен топката, се уфрли таму удвои на пилотенската позиција, повторно во полуконтра, меѓутоа Будимир ја запира, ќе одиме на позиционен напад, 5-та минута полека, изминува 4-0, Кастратовиќ се враќа во игра, игра најчесто во напад, додека Чупич на нејзино место во одбраната. Атмосфера која од поодамна не сме ја почувствувале, барем не оваа сезона на спреварите на Кометал, меѓутоа знаеше публиката дека денеска име максимално потребна подршка на нашите девојки. Будимир, еве позиција чиста гол. 3. Една поинаква матка, балканска матка. 5-0 со третиот гол на Адријана Будимир. 6 минути од првото полувреме, ние анулираме 5 од негативата од -7. Норвешкиот шампион цели 5 минути и 22 секунди нема постигнато погодок. Апсолутно Јексат мораше да интервенира, го бара првиот тајмаут. Верувам дека и вие уживате во сето ова што го гледате како на тема. Вести од МТМ и Скопски саем. Почитувани интернет јузери, МТМ и Скопски саем ве покануваат да го посетите Инфоком од 23 до 27 април 2002 година. Внимавајте, не пропуштајте да земете награден купон на влезот на саемот и веднаш упатете се кон штандот на МТМ. Хала број 3. Може би една од наградите ќе биде ваша. МТМ, не биди без врска. Доколку продолжи на преварот, се интервенираше тука на подоцна, мораше да биде избрисан паркијата од салата на спортско-рекреативниот центар Кале. 5-0 водство на Кометал. Еве сега комбинација преку Дувол. Не се решава да влезе со елементи на пасивен напад, меѓутоа да видиме оддалечина само во блокот Олсон. Има ли можност за контра? Еве кон Малахова, оди Малахова со лоп. Гол! Прв погодок и за Малахова. Веќе е 6-0. Можеше ли некој да очекува да посака поубав почеток? Едноставно разбиен норвешкиот шампион на самиот почеток. Меѓутоа, не мора, реков, сето ова ништо да значи. Има многу да се игра, трпливо треба да се игра. Меѓутоа, фантастично е ова што досега го одигруваат ракометарките на Кометал. Ѓорче Петров продолжува играта. Олсон сега со многу елементи на пробивање, меѓутоа судиите ме демантираат и велат дека тоа ќе биде прв удар од 7 метри. Еве го сето ова. Реков, имаше многу елементи на пробивање, прекршокот дојде од Чупич. Меѓутоа, да видиме Олсон на линијата од 7 метри. Останува Луминица Дину на голот и брани. Еве го и првиот нејзин од Румен Скопје, генерален импортер, дистрибутер и сервисер на гаражна опрема од Хофман Равајоли, опрема за тестирање на возила од Картек Технотер, рачен алат Штаубил, системи за одвод на издувни гасови од Кутуре, телефон 467-426. Кастратовиќ запрена недозволено 9 метри. Платон ја уфрла топката во игра Бујанова. Будимир не менува ништо Платон, односно Банот простете во почетната постава. Кастратовиќ бие во блокот и штета не ја прифаќа оваа топка. Повторно се жали на повреда Индира Кастратовиќ, овој пат на зглобот на раката. Се упатува тука кон клупата за резервни играчи и навистина штета на два пати. Добива веројатно тешки удари, овој пат во зглобот, ако пред малку во лактот на левата рака. Не го забележувате тоа, почитувани гледачи, меѓутоа една навистина болна гримаса на лицето на Индира Кастратовиќ. И најверојатно овој пат се работи со посериозна повреда. Стетем сега прави пробивање, тргнува нашиот шампион во напад. 6-0 водство.
Будимир, комбинација со Чупич, треба да внимаваме, Бујанова, повторно Чупич и сега треба да одиме на организација, на позиционен напад, Чупич е напушти играта, Андрушенко на нејзино место. Се скандира Ѓорче шампион, доколку се мине овој сериозен предизвик во името на Ларвик, тогаш зошто да не се надеваме и на триумф и освојување на големиот пехар на Европската ракометна федерација. Будимир се изборува повторно за позиција јунак во овој дел од надпреварот. Започнува од 0:0. Анулирани, оние -7 од Ларвик. Ќе подсетам 29-22 славеше шампионот на Норвешка. Има ли сега можност да се мине? Не. Брани Дину на нашиот гол, се обиде Ду Волт од позиција која не е својствена. Сега Флотнес на десната крилна позиција, запрена Кнутсен на пивот, 9 метри за шампионот на Норвешка, 7:0 ќе подсетаме, ние водиме за сите оние наши гледачи кои подоцна се вклучуваат. Може би звучи неверојатно, но така е. Нов прекршок овој пат над Кристине Хабнас Ду Волт и таа искусна 27 години со 192 репрезентативни настапи, а ќе подсетам уште една 4 погодоци на Будимир, по еден на Малахова, Ферзалиева и Кастратовиќ, 3 одбрани, од кои и еден седмерец за Луминица Дину. Сето тоа крунисано со резултат и водство на Комета од Ѓорче Петров од 7:0, со што на самиот почеток анулирана разликата по првиот надпревар од Ларвик. Нов напад и нова одбрана, четврта на Дину, не успеа Флотнес. Не ми се брзо нам сега во нападот, имаме резултат, имаме водство. Не можам да забележам каде е Индира Кастратовиќ, дали веќе се упати кроз облекувалната да и се укаже лекарска помош. Реков, ако во првиот момент при она прва повреда се пожали на болки во лактот, сега пред малку и во злобот на раката, меѓутоа Будимир прекрасен поглед. Колку само храброст треба младата Адријана Будимир. Турно оживеа поганите духови на грибот и на свинката. Имунал, природен имуностимуланс, што ја зголемува одбранбената способност на организмот. Жолт картон за Анжела Платон, но ние водиме со 8:0. 11-та минута. Ево текст. Ду Волт до Олсон, само во блокот, Ферзалиева ќе оди до пред сама. Токму така има прекршок над неа, меѓутоа издржува Ферзалиева. Скор погодок и 9:0. Патем и исклучување за Ларсен. Реков имаше прекршок. На ракометните терени и во на спортските терени. Ќе се вратам на она дека Надежда сепак умира последна. Сега многу измени во составот. Дубол доаѓа на десен бек, еве обица да влезе и еве го и првиот погодок за Дубол. Одлично упати една топка од Бланка со многу Една поинаква матка, балканска матка. Значи 9:1 со првиот гол на Дуволт, меѓутоа уште 1 минута и 20 секунди без вклучената Тоње Ларсен ќе биде норвешкиот шампион. Ние одиме во напад, треба сега да искористиме предноста од ракометарка повеќе. Будимир бара позиција, меѓутоа тешка ќе биде да се мине тука кај две ракометарки на шампионот на Норвешка, кој едноставно доминира последните неколку сезони, а особено оваа сезона во норвешкиот шампионат. Нема потреба да подсетувам што се значи норвешкиот ракомет во Европа и во светот. Ферзалиева нема простор да мине крај Дуволт, меѓутоа овде има многу простор за исклучување, само жолт картон, опомена за Дуволт. Веројатно судиите сметаат дека ќе биде премногу
без две ракометарки да остане норвешкиот шампион, иако по 35 секунди ќе се врати Ларсен на паркето. Андрушенко, еве позиција за Андрушенко, бие и ќе има удар од 7 метри. Сочека судијата Вакула, реков судиската двојка доаѓа од Украина, Вакула и Људовик, откако не заврши топката во мрежата, сосема исправна одлука, покажано дека по втор пат кометал Ѓорче Петров ќе бие од линијата од 7 метри. Рантала го напушта голот. Мими Коперот Слевиген со 15 репрезентативни настапи на голот на норвешкиот првак. Будимир максимално ефикасна. Шести погодок за водство од 10:1 и поглед кон часовникот кој вели дека во теке 13-та минута, 9 убедливи, значајни гола разлика за нашиот првак. Да видиме сега Јексат во од се обидува да смени формацијата во нападот на својот тим. Од тука Дуволт дојде на десната бековска позиција, Флотнес отиде на десна крилна позиција. Меѓутоа уште еден прекршок, дали Ферзалиева, токму така, од репортерската позиција и не можеше за тоа да го забележам најдобро. Меѓутоа, еве го овој налет на капитенот на Ларвик, Кристине Дуволт, над Ферзалиева, која апсолутно добро ја познавате. До последен атом на силите го дава секогаш максимумот и од тука реков ќе остане на теренот. Навистина немам информација што станува со Индира Кастратовиќ. Имаше болна гримаса, сепак тука е на клупата заедно со доктор Маја Неделковска, докторот на кометал, а да видиме Ларсен што туку се врати во игра, го постигнува првиот погодок, намалува на 10:2 и натаму и се укажува лекарска помош, се имобилизира во случајов, ако добро забележувам, лактот сепак на левата рака на Индира Кастратовиќ. Верувам дека се ќе биде во најдобар ред, дека сепак сето она што се случи нема да остави последици, дека ќе може да го продолжи над преварот. Ние се враќаме на паркетот. Андрушенко, бие Андрушенко, се обиде од подот, меѓутоа и греши. Интервенција на Коперот, практично беше јасно дека топката ќе заврши над голот. Ларсен се кори. Топка за нашиот шампион, 10:2 и натаму се ближи средината на првото полувреме. Ќе подсетам, водевме со 9:0, 10:1 во случајов 10:2. Адријана Будимир 6 погодоци, 2 Ферзалиева, по 1 Кастратовиќ и Малахова. Во противничкиот состав Ларсен и Дуволт, по 1 погодок до сега. Ние повторно грешиме во нападот, не треба сега да му дозволиме на противникот да се врати во игра. Меѓутоа успеваат да постигнат нов гол и тоа преку Кнутсен. 1 погодок постигна и на првата средба. Намалува Ларвик на 10:3 на кубосталата и околу 170 припадници на Хвор на норвешкиот контингент кои му даваат подршка, меѓутоа апсолутно не може да и парираат на 4.000-ната публика која дојде да му даде подршка на својот миленик, на своите миленички, на ракометарките на Кометал. И повторно мала деконцентрација во овој период на играта во средината на првото полувреме. Да видиме, има прекршок за исклучување. Будимир беше опомената. 2 минути ќе мине надвор од игра. Чупич се враќа во одбраната, во нашиот состав. Сега 2 минути предност од ракометарка повеќе за норвешкиот шампион. Дуволт како организатор на нападот. Ларсен отиде на левата бековска, Олсон е десно, од игра повлечена Сетем. Олсон бара позиција, меѓутоа не може да мине крај плато на 9 метри. И натаму Милева Велкова на клупата, поштедена од Александар Панов, веќе знаете, се повреди во текот на сезоната, имаше интервенција, операција на коленото, а сега одличен влез и погодок на Ларсен. Прават серија ракометарките на Ларвик од
10:1, сега 10:4. 1 минута и 10 секунди од казната на Будимир. Да видиме. Повторно Кастратовиќ ја забележувате со бандажирана лева рака на паркетот, меѓутоа не се сомневаме дека и покрај повредата ќе го даде максимумот, веќе постигна еден погодок, практично оној првиот на самиот почеток Бујанова. Сега тешко доаѓаме во позиција, обид да биде проиграна Платон. Ја прифаќа топката Дуволт, имаше прекушок над неа, меѓутоа норвешкиот шампион апсолутно останува во посет на топката. 35 секунди остануваат од казната за Будимир. Се вршат измени, Сетем ја напуша играта со број 8 Олсон на незино место. Не знам зашто Олсон најчесто игра во нападот, иако станува борзичко искусително квалитетна корпулентна ракометарка. Ларсен бие и штета ја имаше Тину оваа топка, меѓутоа веќе трет гол за Ларсен. 10:5, мора да ја прекинеме оваа серија, не треба сега да брзаме, имајќи предвид дека за само неколку секунди ќе бидеме комплетни, а во овој момент Александар Панов реагира од клупата по серијата од 4:0, што ја прави норвешкиот шампион од 10:1. Норвежанките се враќаат во игра, намалуваат на 10:5, 16 минути и 38 секунди. Ние ќе бидеме комплетни по 3 секунди и дали сега Бојава за прв пат во овој двомеч против норвешкиот шампион Ларвик. Не изненади Панов со тоа што воопшто не даде шанса на Клара Бојава на првата средба на гости во Норвешка. Да видиме сега на позицијата на која Будимир одлично го започна овој дуел. Бојава, меѓутоа оди Кастратовиќ, има прекршок до крај, оди Кастратовиќ, сама втор погодок. Многу значаен, 11:5, 6 гола разлика, меѓутоа велам, многу позначаено е тоа што ние ја прекинуваме серијата од 4 гола едно по друго на Ларвик. Чупиќ во жесток дуел со Дуволт. И сега Дуволт сосема исправно е опомената. Запрено времето на семафорот, бидејќи и таа доста итро се послужи со рака, практично ја прифати раката на Чупиќ, сето тоа делуваше како Чупиќ жестоко да фаулира, меѓутоа не е воопшто наивна. Кристине сега хавна са, инаку ја памтиме како Дуволт, имајте предвид дека се незаборавни незините 192 репрезентативни настапи за норвешката репрезентација. На трибините пресметка меѓу нашите навивачи и оние 170 припадници на Квор, кои дојдоа да му дадат подршка на норвешкиот шампион. Дуволт бие изненадена Дину. Втор погодок, 11:6, 80 минута. Ево тека, започнавме еуфорично, поведовме со 9:0 по 11 минути, игра во 13-та беше 10:1, меѓутоа следуваше серија на малија норвежанките на 10:5, сега 11:6. Бојева комбинација со Ферзалиева, повторно Бојева не се решава да бие. Кастратовиќ ќе мора сега таа да понесе голем дел од одговорноста. Малахова има позиција и штета само во надворешниот дел од мрежата. За момент ја видов веројатно затоа што сето тоа сите го посакуваме топката во мрежата, меѓутоа на спротивната страна убава комбинација, меѓутоа греши Груа, се сеќавате, постигна 6 погодоци, главно од контри на првиот надпревар. Сега ние брзо во обид да го завршиме овој напад, комбинација до Платон, меѓутоа фаулирана од Кнутсен, 9 метри за нашиот состав. 11,5 минути остануваат до крајот на првото полувреме. 5 гола предност за нашиот шампион и добро е да одржуваме, а потоа реков да се обидеме со мирна игра, сето тоа да го зголемиме и да ги достигнеме оние минус 7 од првиот надпревар. Инаку веќе знаете, во второто полуфинал играат екипите на Будуќност и Херц, откако во првиот дуел во Унгарија надпреварот заврши 32-32, Будуќност со големи шанси за пласма во големото финале. Реваншот меѓу овие две екипи се игра утре во 19 часот. Малахова сега прекрасно пресекува еден обид за контра на норвешкиот состав. Ние повторно итаме во напад преку Бујанова, комбинација со Бојева. И имаше тука прекршок и дали сега и за исклучување, не се решаваат да исклучат Дуволт, иако се сеќавате
беше опоменат од судиската двојка Вакула Људовик од Украина, некој Сивер од Холандија е делегат на овој надпревар. Малахова има прекршок за 7 метри, пред удар од 7 метри за нашиот состав и 2 минути исклучување за Груа поради овој старт над Малахова. Ќе го видиме уште еднаш, а разбирливо не грешеше во првите два обида Адријана Будимир. 6 погодоци постигна до сега, 2 од 7 метри. Да ја посакаме среќа за седмиот. Бие и гол. Настотна реализација, 3 од 3 од линијата за водство на Кометал од 12 спрема 6. Меѓутоа, во наредните 1 минута и 45 секунди нашите шампионки имаат и предност од ракометарка повеќе на теренот. Сега Ларсен на левата бековска позиција, Олсон како организатор на играта, ева Дуволт бара позиција, меѓутоа не ја наоѓа, не се решава ниту Ларсен да упати удар. Веќе долго трае овој напад, треба да се сигнализира пасивна игра. Знаете веќе што ни се случуваше во Норвешка кога Карлигјану и Беинариу по само неколку проигрувања подигнува раката. Сега тоа го прават и украинците. Дуволт мораше да бие Луминица, ја запати доволно оваа топка за таа од стативата да заврши зад нашиот гол. Останува 12 спрема 6. Ние имаме уште 64 секунди предност од ракометарка повеќе. Стигнува максимално поддршката од трибините, реков. Она што недостасуваше, меѓутоа максимално коректно досега, со максимални услови за игра. Апсолутно нема причина на што би реагирале норвежанките, бидејќи воопшто не се пуши во салата за разлика од изминатите сезони, а по овој прекршок над Платон, четврти удар од 7 метри и повторно за Адријана Будимир. За незиниот 8 гол и за водство од 13 спрема 6. 22-та минута, што току започна, ние повтор пат ја анулираме негативата од 7 гола. Фантастично прво полувреме, но има уште многу да се игра. Покажа норвешкиот шампион дека воопшто не е наивен, дека знае да постигнува погодоци во серија, проче тако нешто се случи во финишот, он е прв надпревар. Сега Малахова пресекува, иако играта поради чекори претходно беше прекината. Како и да е, ние одиме во напад, уште 4 секунди со ракометарка повеќе. Комбинација до Ферзалиева, меѓутоа имаше старт и да видиме, судиите велат дека Ферзалиева е исфрлила оваа топка. Не можам да бидам сигурен, меѓутоа мислам дека Ларсен последна играше со топката, дека практично и попречи на Ферзалиева да припати оваа топка. Меѓутоа, дали сега грешат и судиите, Вакула и Људовик. Останува 13 спрема 6. Дуволт, Олсон. Забележате во меѓувреме комплет на противничката екипа, меѓутоа Луминица го брани ударот на Флотнес. Петта незина, веќе шеста успешна интервенција, полуконтра нашиот состав. Касратовиќ, еве Малахова ќе имали погодок. Лопи само од пречката штета. Останува 13-6. 23-та минута. Полека изминува, пропуштаме две идеални можности. Повторно да дојдеме во солидна, висока предност, бидејќи реков таква ни е потребна доколку сакаме, а не се сомневам во тоа Кометал да го видиме во големото финале. Дуволт бие од зоната покриена, Дино не можеше да забележи каде оди оваа топка. Еве таа ситуација уште еднаш. 13 спрема 7 со третиот погодок на Дуволт на 7 минути до крајот на првото полувреме. Будимир тргнува во напад, повторно на почетна постава, со таа разлика што Малахова е повлечена од игра, а Андрушенко оди на десната крилна позиција. Веќе говоре во првиот надпревар, практично Андрушенко е класично десно крило, иако имаше можност да поигра на многу позиции. Сега штета Будимир само во стативата, меѓутоа претходно направен прекршок. Остануваме ние во напад на ефикасноста во нашиот состав и воопшто на теренот. Адријана Будимир, 8 погодоци, 9 носи на својот грб, па нека го постигне токму во овој напад. Фаулирана Платон, стартуваше Кнуцен, исто така една корпулентна ракометарка, 180 см со број 15. Ја гледате во жесток дуел таму
до Платон постојано. Будимир, комбинација со Ферзалиева, затворен е Аголот и разбирливо успева Рантала да го спречи нејзиниот удар. Премногу влево отиде Ферзалиева, имаше можност или сепак на голот е Коперут, значи повлечена Рантала по оној убедлив старт на кометал Ѓорче Петров. Рантала, првиот голман на Ларвик, повлечена, а Мими Коперут Слевиген, сега на голот на норвешкиот состав. Инаку знаете што се однесува до норвешката репрезентација. Легангер е првиот голман, додека Коперут е вториот голман во репрезентацијата на повеќекратниот светски и европски првак. Сега силен удар и четврти гол за Тоње Ларсен. Намалуваат повторно норвежанките со една серија од 3 гола едно по друго. На 13 спрема 8, 5 минути и 20 секунди стануваат до крајот на полувремето. Кастратовиќ се враќа во игра во нашиот состав. Совети што не ги забележувате на Александар Панов до Луминица Дину. Едно убаво скрстување, се гради позиција Кастратовиќ, меѓутоа Коперут сега се разбранува. Веќе 3 едно по друго успешни интервенции. Имаше ли овде пробивање? Судиите велат дека има прекршок за 7 метри. Втор удар од 7 метри. Олсон не успеа да го реализира првиот, имајќи предвид дека Дину прекрасно интервенираше. Се сеќавате, дојде од екипата на Крим Неутро Роберт во нашиот состав. Повторно Олсон на линијата. Меѓутоа овој пат успева да го постигне својот прв погодок. 13 спрема 9 се намалува разликата. Реков, имавме водство во 22-та минута. 13 спрема 6, 26-та минута во случајов Евотек. 13 спрема 9 не е ништо изгубено. Практично и тоа беше идејата. Полека да се гради играта и резултатот да се достигне онаа негатива од 7 погодоци. Фантастично започнавме водство од 9-0, 10-1. Сега Будимир бие и 7 метри. Веќе петти удар од 7 метри за нашиот состав. Станасот на ефикасна Адријана Будимир. Еве, погледате и семафорот, 25 минути, 39 секунди и 70 мина од првиот дел за водство на Кометал. 13 спрема 9 и еве можност да го зголемиме. Меѓутоа Рантала се враќа на голот на Ларвик. Будимир. Идејата беше одлична, не и реализацијата. Прв нереализиран удар од 7 метри за Адријана Будимир. Останува разликата од 4 гола предност за нашиот шампион на точно 4 минути до крајот на првото полувреме. Дуволта комбинација со Олсон. Веќе подолго време Стецем ја нема во игра. Играше значајна улога на првиот надпревар, меѓутоа не започна. Овде, онака како што од не очекуваше Гекстат, и од тука со изменета концепција во нападот. Ларсен, Олсон, Будимир одлично одигра во одбраната на Долсон. Да видиме сега, повторно со многу елементи на пасивен напад. Обитот, силна позиција, меѓутоа не успева Флотнес. Дину незина седма успешна интервенција на противната страна. Малахова фаулирана. Успеа да стигне Дувол, иако тоа воопшто не е позиција за неа. Дојдо на спротивната страна, го забележавте тоа, меѓутоа брза е Кристине Дувол Хавнас. Успеа да затвори. Погледите кон семафорот, 3 минути остануваат до крајот на првото полувреме. 13-9. Ние одиме во позиционен напад. Бујанова, комбинација со Кастратовиќ, повторно Олга Бујанова, Будимир, агресивна зона, сега на норвешките ракометарки. Нема позиција, завлеса на Бујанова. Кастратовиќ бара позиција, бие и гол. Едноставно. Платен промет. 12 часа дневно. Во 30 градови низ Македонија. Без турканици и чекање. Македонска банка. 14 спрема 9 во вистински момент. Кастратовиќ се реши да повлече и не греши, го постигнува третиот погодок, повторно за предност од 5 гола
на нашиот шампион Олсон. Комбинација со Дуволт, обет на крило со груа превисоко и еден поглед 161 сантиметар високо левото крило на Ларвик и од тука превисоко беше упатена оваа топка кон неа, а судиите Вакула и Људовик ја запираат играта, покажувајќи дека треба да се интервенира на подот. А јас само ќе потсетам дека овие две екипи меѓу себе се сретна и во сезоната 97-98. Тогаш Кометал Ѓорче Петров беше на два пати поуспешен од Ларвик, 30-29, нагости 26-22 на домашен терен. Сето тоа беше повод за оној оптимизам во пресет на првиот надпревар. Меѓутоа се покажа, што го спомена впрочем и на вчерашната пресконференција спонзорот на тимот Трифун Костовски, дека не сме ниту еден противник да се потцени, без оглед што Ларвик најмалку го посакуваше Кометал во полуфиналето, додека пак нашите шампионки се надеваа дека традицијата на позитивните исходи против норвежанките ќе биде на наша страна и овој пат ќе го одбележиме и новото трето исклучување во составот на Ларвик. Моника Кнутсен 2 минути надвор од игра, кај нас Будимир досега беше исклучена и практично до самиот крај на првото полувреме, бидејќи остануваат 1 минута и 57 секунди, Ларвик ќе биде со ракометарка помалку. Ќе успееме да искористиме прекршок за 7 метри, повторно старт над Индира Кастратовиќ, веќе 6 удар од 7 метри и сега практично речи си нешто слично ние игравме и во Норвешка, меѓутоа тогаш не се решаваа судиите Карлигијану и Бейнарију да реагираат на ваквите стартови. Од тука реков може би и предноста, а забележувате Рене Рантала, 33 годишниот голман на данската репрезентација, ќе се обиде да го спречи ударот на Олга Бујанова. Прв погодок на Бујанова за водство. 15 према 9, 1 минута и 40 секунди од исклучувањето на Кнутсен и со толку до крајот на првото полувреме. И натаму прекрасна атмосфера. Сега Свиреш да се оневозможи нападот на Ларвик. Оди тој преку, да видиме, Флотнец сега доаѓа на позиција на централен бек. Се чини и премногу експериментира Гекстата, меѓутоа убава комбинација што Ларсен ја завршува со ефектен погодок. Пети гол за неа, постигна 4 на првиот надпревар, значи сега главната опасност доаѓа токму од 27 годишната Тоња Ларсен. 50 настап имаше своевремено за младата репрезентација на Норвешка, 175 за сениорската. Напад на спротивната страна, успеа Бујанова, втор гол за неа. За наше водство од 16 спрема 10, 41 секунда остануваат до крајот, а норвешките ракометарки практично споменав со играч помалку на теренот по исклучувањето на Кнутсен. Од тука и оваа длабока зона на Кометал, да не се оневозможи противникот да бие, меѓутоа корпулентната Олсон се изборува за позиција, втор гол за неа. 16 спрема 11, имали време, има уште 20 на секунди, треба сега ние да побрзаме, 5 гола разлика, предност од ракометарка повеќе на страна на нашиот шампион. Публиката е на нозе, очекува како ќе оди завршницата на овој напад, се бара блок, се бара позиција за удар. Прекрасно Кастратовиќ и гол. Четврти гол на Индира Кастратовиќ, се огласува сирената во овој момент. 17 спрема 11, крај на првото полувреме, 6 гола предност за нашиот шампион. Се чини, се случува токму она што го посакувавме, иако можеби можеме и да жалиме после она што се случи на почетокот, кога по 11 минути игра имавме убедливо водство од 9 спрема 0. Водевме и со 10 спрема 1, меѓутоа покажа норвежанките дека не случајно се нашле меѓу 4 најдобри женски ракометни екипи во Европа. Успева на два пати со еднашна серија од 4 спрема 0, потоа и од 3 спрема 0 да се вратат во игра, да намалат, меѓутоа на крајот на првото полувреме апсолутно можеме да бидеме задоволни од резултатот, а само ќе подсетам дека најефикасна во нашиот состав Адријана Будимир 8 гола,
4 постигна Индира Кастратовиќ, 2 Олга Бујанова, исто толку Ферзалиева и 1 Малахова во противничкиот табор. Тоње Ларсен со 5 погодоци, убедливо неефикасна, Дувол 3, Олсон 2 и Кнутсен 1 погодок. Следуваат 10 минути одмор, веројатно по се она што го прикажаа нашите ракометарки и им е апсолутно потребен, а се надеваме на идентична игра во второто полувреме и секако на изборување на пласман во големото финале за нашиот шампион, за ракометарките на Кометал Ѓорче Петров. Шампиони Кометал Ѓорче Петров против Ларвик по првото полувреме води со 17:11. Значи, надоместени се веќе 6 погодоци од онаа разлика од -7 по првиот надпревар, кој во Ларвик нашиот шампион го загуби со 29:22, но предстојат 30 значајни минути искушение, веројатно тактиката поној фуриозен почеток, поводството од 9:0 и 10:1 би требала да биде мирно, трпливо со Луминица Дину, која бележи 8-та успешна интервенција на голота, да се обидеме да дојдеме до предност. Меѓутоа, нема веќе потреба од кој знае колку вршење притисок безглаво, имајќи предвид, реков дека нашиот шампион надомести значаен дел од негативата. Кастратовиќ повторно со топката обица да проигра со Ферзалиева, меѓутоа воопшто не беше Лариса ниту во ситуација да го прифати ова проигрување, имајќи предвид дека две ракометарки доста грубо стартува. Над неа останува 17:11, изминало меѓувреме и она продолжение од казната за Кнутсен, која заработи вклучување од 2 минути во финишот на полувремето. Бујанова во свој препознати стил, меѓутоа крај голот за малку непрецизна. Рантала повторно на голот, како беше заменета од Скоперот во еден поголем дел од првото полувреме. Сега не успева ниту Ларсен, ни се реваншираат гостинките. Контра веднаш кон Малахова, има ли можност да влезе? Лесна Малахова и гол! Прв гол во второто полувреме, втор за Малахова, 18:11. И втората минута од надпреварот изминува. Повторно Дуволт на позиција централен бек, Ларсен, Олсон со многу елементи на пробивање, токму така. Малку задоцветна реакција на судиите. Меѓутоа, апсолутно беше јасно дека корпулентната Олсон Розенберг направи пробивање. Атмосферата почувствувајте. Морам да признам, бевме, верувам, сите скептични дека може да се достигнат оние 7. Меѓутоа, по играта што ја видовме во првото полувреме, сега сите надежи се свртени кон пласманот на Кометал во финалето. Во меѓувреме Кастратовиќ сгреши, Олсон невообичаено за неа на лева бековска позиција, Дуволт, еве комбинација со Кнутсен. Меѓутоа прави престап, ја прифати топката внатре во полето од 6 метри. Може да се развие полуконтра. Будимир ќе оди до крај сама, токму така, меѓутоа фаулирана од Ларсен, 9 метри. 3 минути минуваат од второто. Сата растат брзо и безбедно. Гремекс, Скопје. Остануваме ние во напад, ќе мора да се интервенира на подот, 7 гола разлика и предност за Една поинаква банка, Балканска банка. Поставата на Кометал Ѓорче Петров стандардна. Будимир, Бујанова, Кастратовиќ на бековските, Ферзалиева, Златон и Малахова на позициите до линијата од 6 метри. Токнула Малахова, имаше прекашок над Кастратовиќ, стартуваше Кнутсен. Судиите дозволуваат играта да продолжи со аут за противникот, а Ларсен повторно греши. И да видиме опомена за Олга Бујанова. Да видиме што е причината. Реагира нашиот голман Луминица Дину дека е лизгаво тука.
и дека ќе мора повторно да се интервенира на подот, а еве го ударот на Ларсен од предмалку и незиниот погодок за наша среќа во пречката. 18-11, значи само еден погодок и тоа на Малахова во второто полувреме, иако изминуваат 3,5 минути. А ќе подсетам дека во четвртата минута од првиот дел ние имавме водство од 4:0, а веќе во 11-та водевме и со 9:0, во 13-та со 10:1. Напад на Кометов, Адријана Будимир, Бујанова, Кастратович, 3-2-1 зоната, Платон, еве позиција, меѓутоа Рантала и влегува во шутот, сепак топка во аут за нашиот состав. Имаше 9 прекрасни интервенции на првиот надпревар. Рантала се отвори во пеперуска стил, успеа да влезе во шутот на Платон, меѓутоа Малахова бие над голот. Сега промашување на обете страни. Започнува петата минута, Дуволт. Не се решава Груа да влезе од крилна позиција, Ларсен, повторно Дуволт. Чупич одлично се обидува да оддалечи Ларсен, Луминица, 9-та успешна интервенција, топка за нашиот првак. Кој се жали на повреда, Дуволт, ако добро забележувам, токму така. 639, ческата во наредното коло, изнесува милиони... Пласман во... И натаму трае прекинот на мечот, меѓутоа се е во ред со искусната Кристине Хавнас Дуволт, 3 погодоци постигна во првото полувреме, додека на првиот надпревар беше стрелец на 4 гола. Повторно се дружиме со атмосферата. Бујанова гол! Трет погодок на Бујанова, 19:11. Резултат кој го води Кометов во финалето. Има учност игра Будимир. Ги издржи докрај, само оди Будимир. Бие, прави престап, велат судиите Вакула и Људовик. Без оглед на тоа и Рантала успешно интервенираше. 8 гола разлика, 6 минути игра во второто полувреме. Ларсен не се решава да бие Груа. Беше ефикасна на првиот надпревар, меѓутоа од контри. Меѓутоа, овој пат е многу посигурен нападот на нашиот шампион. Не грешиме толку и од тука нема ниту контри за норвешкиот шампион. И сега, убаво, со Ефе, упатена топка од Ланка и првиот погодок за Груа постигна 6 на првата средба. 19 спрема. Комерцијална банка АД Скопје. 7 гола разлика за нашиот шампион. Кастратович до Бујанова, Будимир. Далеко се ова од позиција за удар. Да видиме сега како ќе се тргне во организиран напад. Топка до Платон и овој пат не промашува. Прв гол за Анжела Платон. 2 постигна на првата средба. 20-12, повторно плюс 8 за Кометал. Луминица брани на спротивната страна по ударот на Дуволт, меѓутоа ќе има 9 метри, како и да е. Десетата одбрана оди на конто на Луминица. Дину, имајќи предвид дека доколку ова беше погодок, судиите најверојатно ќе го потврдеа. Многу сме јаки. Од 4000 грла во салата на СРЦ Кале. 20-12, 7 минута од второто полувреме. Дуволт кон Олсон, сега Ларсен. Одлична одбрана и повторно Дину како последен столб во нашата зона. 11-та успешна интервенција. Дали сега токму нејзините одбрани се клуч на успехот, меѓутоа не треба да се занемари и одличната игра во нападот. Чупич е напушта сега играта, разбирливо за Кастратович да влезе во игра, имаше прекршен. Реагира публиката, но не и судиите Вакула и Људовик контра на спротивната страна. Имали можност, токму така, Плотнес, хајди, Плотнес го постигнува првиот погодок. Генерален импортер, дистрибутер и сервисер на гаражна опрема од Хофман Равајоли, опрема за тестирање на возила од Картек Технотест, раченалот Штаувил, системи за одвод на издувни гасови од Футуре, телефон 467-426.
ја видовте, Хајди Флотнес постигна 7 гола на првата средба, на ова го постигнува првиот, меѓутоа намалува на 20:13, а забележавте и дека Малахова е повлечена од игра пона промашување од предмалку на нејзино место. Андрушенко сега на десната крилна позиција. Другите ракометарки од онаа прва постава во нападот остануваат и натаму. На паркетот стигнува поддршката од трибините и Луминица Дину, големото засилување за Кометал, романската интернационалка. Инаку се сеќавате на нејзините фантастични одбрани во романскиот дрес на Европското првенство 2000-тата, кога 6000 гледачи го скандираат тогаш нејзиното презиме Куцупан и има исклучување овде, мора да има. Повтор пат за Кнутсен. И еве сега предност за нашите ракометарки во наредните 2 минути. Норвешкиот првак без Кнутсен, да видиме. Златан се упатува таму кон клупата, раскрвавена е нејзината десна рака. Разбирливо, судиските правила не го дозволуваат тоа, а се поздравува влегувањето во игра на кој друг, ако не Милева Велкова. Веруваме во незиното успешно враќање по операцијата. Кастратовиќ. Еве сега може Андрушенко прифаќа топка. Има ли позиција? Крај голот. Останува 12:13, една минута, односно 20:13, просто една минута и 25 секунди до влегувањето на Кнутсен во игра. Од тука и бавно оди сега овој напад на норвешкиот првак Стетем, повторно во игра. Има овде многу елементи на пасивна игра. Ларсен, подигната раката на судиите, меѓутоа заборавивме на крилна позиција и имаме среќа. Не успева Флотнес да го погоди голот. Дали сега и Дину се жали на повреда. Еве го сето тоа. Уште еднаш, меѓутоа ќе остане Луминица Дину на нашиот гол. 11 успешни интервенции до сега, останува 20:13 и 30 секунди. Ние и натаму до предност за ракометарка повеќе ќе искористиме или Велкова да градена тука од две противнички ракометарки, не дојде во позиција да бие 9 метри. Ферзалиева невнимателна. Немаше многу можности. Лариса Ферзалиева постигна 2 гола обата во првото полувреме. И сега малку Една поинаква банка, Балканска банка. по две промашувања на обете страни. За и натаму на семафорот да стои 20:13, 11 секунди докато свирањето на Ларвик. Имаше овде чекори, меѓутоа прекината играта, судиите велат дека Стетем била под прекршок. Во спротивно топката ќе требаше да ни припадне нам. 9 метри за норвешкиот првак. Флотнес се враќа на позицијата кружен нападјач. Тешко ќе мине таму крај Бојанова и Велкова. Меѓутоа да видиме Ларсен во позиција. 12-та интервенција на Дино, меѓутоа судиите велат дека ќе има удар од 7 метри. Трет удар од 7 метри. Олсон еден реализираше, еден не. А да видиме сега дали повторно ракометарката со број 8, Лина Розенберг Олсон, шведската интернационалка во екипата на Ларвик, 31 година, 183 сантиметри, 153 репрезентативни настапи за Шведска, но успеа Луминица Дину да спречи еден незин удар. По трет пат Олсон на линијата. Судиите повторно не дозволуваат да биде изведен ударот за 7 метри, за да се интервенира на подот. Публиката скандира Дину Дину како поддршка за голманот на Кометал и устава. Уште еден одбранец, седмерец против најдобрата
ракометарка во составот на Ларвика. Олсон дали сега незгодно се лизна Дину. Фантастично го започна и впрочем така и го продолжи овој надпревар. Доста лизгаво во сала. Се во ред покажува, ќе стиснам забит, издржам до крајот, а еве како на сето тоа отпоздравува публиката. Продолжува фантастичната атмосфера. 20-13, 10 минути и 6 секунди игра во второто полувреме. Ние сме во напад повторно во можност да дојдеме до разлика која го води Кометал во финалето, а веќе се скандира шампиони, шампиони. Ферзалиева. Еве можност, Кастратој, чува крстување, оди Ферзалиева до крај и гол! Се вади за онаа грешка од предмалку, трет гол на Ферзалиева, 21-13, брзаат сега норвежанките. Видовме дека практично веднаш по примениот гол се упатуваат кон центарот во обид, додека нашите ракометарки се уште не се вратили на својата половина да дојдат во позиција да го загрозат голот на Кометал Ѓорче Петров. Меѓутоа овој пат навреме интервенира одбраната 9 метри за Дуволта. Не знам од каде овој ироничен израз на незиното лице. Апсолутно мислам дека немаат ама баш на ништо да приговорат ракометарките на Ларвик. Се враќаме на теренот Сетем. Едно крстување, тиме исклучување невнимателна, апсолутно Миријана Чупич коректно признава, отиде директно на вратот на противничката ракометарка. И сега 2 минути тешки за нашиот шампион. 21-13 изминува 41-та минута од надпреварот. Адријана Будимир 8 погодоци по првото полувреме. Фантастично го започна надпреварот. Таа беше испоредно на високо водство заедно со Кастратовиќ од 9-0 на самиот почеток. Ларсен на централната бековска позиција. Еве сега Олсон, комбинација со Дуволт и крај голот. Не забележав дали Дину ја запати оваа топка, меѓутоа и во случајот се чини тоа е најмалку важно. Еве можност од забавената снимка. Повторно не сум убеден како е и да е Дину блеска на нашиот гол. Ја забележувате. А ние полека организираме напад, разбирливо да мине исто повеќе време, бидејќи сме со една ракометарка помалку по исклучувањето на Чупич и тоа уште 1 минута и 15 секунди. Ферзалиева, Бујанова не се решава да бие, имаше фаул од Снуцен, подигната раката на судиите, ќе мора да се бие. Ферзалиева прифаќа топка, штета. Рантала успева да одбрани Груа, меѓутоа ќе има престап, токму така. Топката повторно за Кометал Ѓорче Петров, покажува сега Индира Кастратовиќ. Тука беше крај од линијата, дека нема потреба од брзање, нека минува времето. 54 секунди остана од казната. Се избори во оваа ситуација. Ферзалиева да упати удар, меѓутоа Рантала воопшто не е најавен голман. И сега дали мали проблеми тука на трибината каде што се наоѓаат камерите на македонска телевизија, прават и она група норвешки навивачи, а ние не успеваме да пресечеме контра. Меѓутоа Дину е тука да го сопре ударот на плотнес. 14-та успешна интервенција. Топка во аут, ќе останат норвежанките во напад, меѓутоа многу е значајно за моралот на екипата, за атмосферата како на теренот, така и во салата. Се ова што Луминица Дину го прави на голот. 12 секунди до комплетирањето на Кометал. Треба сега да отидеме на еден прекршок, а потоа со комплетна зона да одговориме, меѓутоа не успеваме. Олсон го постигнува третиот погодок, прво второто полувреме, 21 према 14, само почетување дека 29 према 22 славеше Ларвик во првиот надпревар пред 7 дена, одигран во Берксли Хален во Ларвик на 150 километри јужно од Осло. Ние сме во напад, Бујанова па Будимир. Тешко доаѓаме сега во позиција. Ферзалиева не се решава да влезе, беше добро затворена. Бујанова, дали таа ќе оди на удар и греши. Мало невнимание.
Така е Олга Бујанова. Останува 21 спрема 14. 14-та минута од второто полувреме изминува. Дуволт, Олсон, комбинација со Сетем која удвои на приотнеската позиција. Во меѓувреме забележате Чупич се врати и се жали на повреда, мина онаа казна од 2 минути за неа. Меѓутоа спомена и Начева на пресконференцијата, атмосферата е на максимално високо ниво. Моралот, желбата максимални кај нашите ракометарки да се триумфира на добар пат. Сега прекрасен блок на Будимир. Еве можност за контра. Ферзалива ќе одбили до крај сама. Токму така еден ролинг, Ферзалива 7 метри. Апсолутно, Дуволт стартуваше, а ќе има и исклучување за Ларсен. Второ исклучување за Тоња Ларсен, ракометарката со број 2 во противничкиот состав, иако Дуволт последно стартуваше тука за овој прекршок за седмиот удар од 7 метри за нашиот состав. Реков Ларсен исклучена на 2 минути. Ние гледаме со број 8 Лина Олсон Розенберг, а Олга Бујанова останува рантала на голот. Прекрасен удар. Четврти погодок на Бујанова, второто 7 метри, 22 спрема 14. Повторно на посакувана разлика од 8 гола. Токму на средината на второто полувреме на 15 минути до крајот, 1 минута и 41 секунда отказната за Ларсен. Значи Ларевичко ракометарка помалку Ферзалиева не успеа да ја прифати оваа топка. Останува норвешкиот шампион во напад. Треба веќе да се сигнализира пасивна игра. Но да видиме, Олсон бие, Бујанова прекрасно успева да изблокира, сега функционира, би рекол, како во одбојката блокот во зоната на Кометал. Ѓорче Петров, Дуволт фаулирана, ќе мора повторно да се интервенира на подот и малку да се смират страстите овде на Кале. 22 спрема 14, 15 минути 13 секунди и 30 игра во второто полувреме, 1 минута и 12 секунди до влегувањето на Ларсен во игра. Еве она група навивачи кои допатува од Гевгелија, продолжува над преварот и натаму Ларвик уште 60 секунди со ракометарка помалку. Сигнализираат судиите пасивна игра, мора да се упати удар и штета погодува Дуволт. Четврти погодок, прв за неа во второто полувреме, 22 спрема 15. Ние имаме предност, уште цели 50 секунди од ракометарка повеќе. Ќе успееме ли да ја искористиме, да реализираме, да видиме. Бујанова, повторно Платон на приотненската позиција, Малахова сега прекрасно трет погодок, беше стрелец на 5 погодоци во првата средба, меѓутоа сега во многу значаен момент, 23 спрема 15. И натаму уште 22 секунди без исклучената Ларсен, норвешкиот шампион, од тука се комбинира далеко од зоната на удар. Сетем, Олсон бие над голот. И сега веројатно ние нема да брзаме, бидејќи по само 7 секунди ќе се комплетира првакот на Норвешка. Публиката на нозе, атмосфера каква само може да се посака, меѓутоа максимално фер, коректно, незачадено во Кале. Сето она на што приговара, на што правеа една негативна атмосфера кон нашиот состав во Норвешка. Норвешките медиуми, еве се покажува, барем за сега, дека апсолутно не е така. Се најува максимално фер и коректно. То не беше случај во Ларвика, кога максимално го користе оној разглас од над 20.000 вати организаторите на мечот, нешто што не е дозволено, меѓутоа успеа да направат една таква атмосфера. Платон, Рантала брани. Седумнаесет минути игра во второто полувреме, 23 спрема 16. Кометал Ѓорче Петров е на границата на надоместување на она негатива од 7 погодоци.
Почна Кометол фантастично, ќе подсетам во 11-та минута водеше со 9 голови. Беше 9-0 во 13-та, 10-1, меѓутоа следуваат две серии на нашиот противник, пошто намалија на 13-9, меѓутоа сепак Кометол на полувремето замина со предност од 17-11. Во тој период на играта блескаше Дину на нашиот гол со 7 одбрани и Будимир која постигна 8 погодоци. Во второто полувреме исто така Кометол продолжи со одлична игра, пред малку имавме водство од 23-15, меѓутоа со вториот гол на Флотнес што успеавме да го видиме пред малку намалува Ларвик на 23-16, значи продолжува максималната неизвестност, но како и да е, на помалку од 13 минути до крајот на полувремето Кометол Ѓорче Петров веќе има надминато негативата од 7 погодоци и реков ќе биде максимално неизвестно и возбудливо до самиот крај. Кратко вклучување и во телевизијскиот дневник на нашата прва програма, од тука и ова рекапитулација на настаните до оваа 17-та минута од второто полувреме, 23-16, значи 7 погодоци разлика и предност за Кометол. И да видиме сега интервенираше тука делегатот, не знам зашто станува збор, како и да е Кус прекина средбата. Стивер од Холандија ќе посетаме делегат на овој надпревар, овие екипи комплетни, а со аплауз со подршка од трибините Кометолки тргнуваат во нов напад. Кастратович, Малахова повторно на десната крилна позиција, Будимир еве обид за пресување, се гради позиција, бие Бујанова, меѓутоа во блокот не располага со изграден скок-шут, главно од Пол Стрк бие Бујанова, а сето тоа го казнува Дуволт со петиот гол, намалува на 23-17, 6 гола разлика и повторно една серија од 3-0. Прават норвешките ракометарки, 12 минути остануваат до крајот. Имаше овде прекусок, прекинат играта, меѓутоа не и за 7 метри. Бара Рантала, интервенција на паркетот во салата и премногу често се случува сето тоа, меѓутоа би рекол и добро доаѓа за нашите ракометарки да земат здив, апсолутно верувам че согласите, го даваат својот максимум, даваат Бакула и Људовик од Украина, знак да продолжи на преварот. Бујанова, Кастратович, Малахова. Кастратович нема позиција, 6-0 сега зоната на Ларвик. Да видиме, Бујанова бие гол. Ако пред малку не успеа, сега Бујанова е ефикасна, пети погодок, 24-17. Повторно, оние 7 гола разлика. Ларсен, Сетем и Олсон на бековските позиции. Еве со број 2 Ларсен, десно е Олсон. 3-2-1 зоната на Кометол. Изблокирана. Флотнес не успева да дојде до топката на позицијата кружена нападјач, меѓутоа 9 метри, фаулираше Бујанова, велат судиите. Олсон. Будимир Одинања, сега чиста позиција и погодок, заборавивме на Флотнес, ако пред малку успеавме да ја запреме, пред погодок за Хајди. Флотнес 24 према 18, 6 гола. Тоа е сега најзначајното, ќе броиме разликата. Ќе подсетам 29-22, заврши првиот надпревар. Доколку не успе норвешкиот шампион да постигне 22 погодока овде, а ние славиме со 7, тогаш Кометол е во финалето поради повеќе постигнати голови на гости. Осми удар од 7 метри, Бујанова, меѓутоа сега и Рантала ги искажува своите квалитети. Веќе 2 нереализирани удари од 7 метри, не успе еднаш Будимир, сега и Бујанова, меѓутоа топка во аут. Остануваме ние во напад, а влегуваме во последните 10 минути од надпреварот.
Бујанова ги сменија позициите со Будимир. Будимир сега како организатор на играта. Остануваме ние во напад, требаше да има прекин, меѓутоа судиите покажаа бидејќи топката е во наш посед да се продолжи со нападот. Кастратовиќ запрена од корпулентната Бригите Стетем, ја видовте со број 10, нема досега постигнато погодовки, малку беше во игра, го започна преварот, не она како што потакуваше нејзиниот тренер. Будимир бие над голот, меѓутоа под прекашок Ларсен стартуваше и коректно ја подигна раката, покажува дека е сосема исправна. Судиската одлука, стигнува поддршката. Треба да се оди сега на сигурна реализација. Дигната раката на судиите за пасивен напад. Бујанова бие, мораше така. А да видиме, имаше прекашок над Ферзалиева. Остануваме ние во напад. И добро е, се извадивме откако повторно не изградивме позиција од која сигурно може да се загрози противничкиот гол, меѓутоа покажуваат судиите дека нивната рака повторно ќе биде високо подигната, сигнализирајќи пасивен напад. Еве сега прекашок над Бујанова, повторно 9 метри, Платон ќе уфрли топката во игра, се врати Бујанова на плеймейкерската позиција. Ферзалиева тешко доаѓа во можност да упати удар, одлично таму над неа игра Кавнас Дувол. Веќе долго трае овој напад, влеговме во 22-та минута од полувремето. Има корнер од блокот или пак од лицето на Кнутсен. Оваа топка завршува надвор од теренот, меѓутоа ќе остане кај нашите ракометарки. 24:18 на 8 минути и 33 секунди до крајот. Ја гледаме Моника Кнутсен, постигна само еден поглед, исто толку и на првиот меч во Ларвик, но игра значајна улога во составот на норвешкиот шампион, особено во одбраната. Бујанова и повторно за малку неефикасна, веќе трет нејзин обид. Овој пат са сивата сојузник на Рантала, повлечена Бујанова од игра на нејзино место. Ирина Калиниченко. Вели доктор Маја Неделковска, докторот на кометот Ѓорче Петров, дека е максимално и Калиниченко подготвена. 24:18 останува, влегуваме практично во самиот финиш на мечот и натаму максимална неизвестност. 6 гола разлика, треба добро да одиграме во одбраната. Дуволта, Олсон, Ларсен. Сигнализирана е пасивна игра. Прекашок прави Будимир над Олсон, 9 метри. Ќе мора сега брз да бијат, од тука се прави блок за Ларсен, бие Ларсен, меѓутоа Дину брани. Сепак штета, Јохансен прифаќа топка и уште една интервенција на Дину, но и 7 метри. Четврти ударот, 7 метри за екипата на Ларвик. Само еднаш реализира норвешките ракометарки. На два пати успеа да одбрани Дину најстрога казна. Дали сега Олсон повторно ќе се упати кол линијата и еве сега можност да намалат на 5 гола ракометарките на Ларвик на 7 минути и 40 секунди до крајот. Олсон или Дину? Дину е прекрасна на овој надпревар пред успешне одбране седмереца или 15-та нејзина успешна интервенција. Има прекашок овде над Чупиć. Повтор пат Олсон не успева да искористи најстрога казна. Сакаме победа. Победата ќе ја има во секој случај, не се сомневаме, но веројатно публиката мисли таа да биде изразена со повеќе од 7 гола разлика. Будимир. Платон ја прифаќа оваа топка, меѓутоа имаше прекисна. Кастратовиќ, суди се дава знак играта да проложи, бие Кастратовиќ, стартуваше над неа Стетем. 9 метри. Често ќе гледаме и кон часовникот, помалку од 7 минути, 6 минути и 55 секунди до крајот, 24:18. Треба да се искористи пред се одличната игра на Дину Данголоса. Малахова по свој елемент, со еден ролинг, четврти погодок, 25:18, повторно 7 гола. И сега го почувствува публиката овој момент дека на 6,5 минути до крајот практично и веројатно се крши резултатот. Напад на Ларвик. Ларсен, Олсон, Чупиć оди на неа, прекашок за 9 метри, судиите ја прекинуваат играта.
Не се слуша свирчето од галамата во салата. Покажува судијата Људовик таму кон Ферзалиева дека веќе бил означен прекин на играта. 9 метри за норвешкиот шампион Флотнес. Меѓутоа ќе мора повтор пат да ја уфрли топката во игра. Сега една стандардна формација, Дуволт игрува на крилните позиции, Флотнес на пивотменската, Сетем Ларсен и Олсон. Практично тоа е најсилната постава на норвешкиот шампион заедно со Рене Рантала на голот. Нема веќе можност ниту Панов, ниту Гекстат ништо да експериментираат. Влегуваме во самиот финиш. Кометал има предност од 7 гола која во моментов го води во големото финале, но има и уште многу да се игра. 7 минути се многу значајни. Повторно тешко се случа свирчето на судијата, веќе од поодамна беше прекината играта. 9 метри, Сетем, Ларсен па Олсон. Одлична игра во одбраната, меѓутоа повторно прекин. Чупич прекрасно затвора, сега не дозволува Олсон, иако разликата во височина меѓу нив двете е навистина голема, меѓутоа Чупич со една агресивна игра успеа да спречи, а сега судиите велат имало пробивања и требаше веќе да биде прекинат овој маратонски напад на Ларвик. 25-18, 5 минути и 30 секунди го делат нашиот шампион до повторување на историјата, до пласманот во големото финале од Лигата на европските шампиони. Малахова, позиција, онаму каде што беше најтешко, до стативата, меѓутоа најмалку важно, пети погодок, 26-18, брза сега норвежанците. Кометал има предност од 8 гола. Олсон доаѓа на централната бековска позиција. Ларсен е десно, Дуволт на својата стандардна крилна, меѓутоа нема да важи овој погодок. Ферзалиева затвори на време, претходно фаулираше. 9 метри за норвешкиот првак. Поглед и кон часовникот 4 минути и 40 секунди. Еве сега можност за грешка, меѓутоа повторно достудени 9 метри за првакот на норвешка, екипата која доминира оваа сезона во норвешкиот шампионат. Сетем до Ларсен, Олсон се бара позиција за удар. Меѓутоа да видим, имаше чекори, токму така од Олсон. Е сега можност, Малахова ќе одри до крај сама. Имаше прекршок, Рантала брани и топка за Ларвик. Може би не требаше да се обиде да бие, бидејќи имаше прекршок над Малахова. Сега една брза игра, напади на обете страни и Дуволт не греши, искусне Кристине Хамнас. Дуволт шести погодок, трет во второто полувреме. 26-19 ќе беше добро доколку Малахова пред малку постигнеше погодок. Забележувате 4 минути и само 9 десетинки до крајот. И натаму ова е разлика што го води Кометал во големото финале, бидејќи 22 гола постигнавме ние во Ларвик. Во случај на идентична разлика, тогаш тоа е факторот кој решава, кој ќе се пласира во финалето. Но се враќаме на теренот. Кастратовиќ, Будимир, вкрстување со Ферзалиева. Бујанова бара позиција за удар, бие и 7 метри. Што чекаа судиите, го правиат тоа на неколку пати, сосема исправно. Девети ударот за 7 метри за нашиот шампион. И да видиме дали сега е побаран тајм-аут, сепак не. Очекуваме да видиме дали Олга Бујанова ќе се обиде. Има 23 години од екипата на Аква. Дојде во составот на нашиот шампион. Подршка од трибините. Да видиме, реагира сега и делегатот Стивер, не знам зошто. И што е причината, судиите му велат дека нема никаков проблем и треба да го заземе своето место таму на клупата. Бујанова бие и гол. 6 гол за неа. 27-19, повторно 8 гола. Едно исклучување во противничкиот состав, дали поради реакција од клупата и
покажаните 2 минути на тренерот Гекстата. Сега една ракометарка помалку имаат на теренот норвежанките. Ситуација која мора да искористиме. Минува времето. 3 минути до крајот. 27-19. Ларсен се обидува, доаѓа во позиција. Нема да важи овој погодок, бидејќи имаше чекори, а претходно судиите ја прекинаа играта и од тука апсолутно јасно дека не може и не сме да важи овој погодок. Запрено времето на семафорот, 27 минути и 7 секунди мина. Го гледате резултатот 27-19. Драма. Често сме присуствувале на вакви надпревари во салата на спортско-рекреативен центар каде во Скопје. Но овој пат ова е навистина неповторливо, исклучително значајно, бидејќи повтор пат Кометал е на дофата на големото финале од Лигата на европските шампиони и реков повтор пат во ситуација како пред 2 сезони не успеа против Кипо да дојде и до големиот пехар на Европската ракометна федерација. Ќе посетам само дека и Битолчани пелистерци утре ќе бидат во едно големо финале од Челендж купот. Веројатно атмосферата нема да биде воопшто поинаква од оваа на Кале. Се враќаме повторно на мечот, 1 минута и 15 секунди натаму со ракометарка помалку норвешкиот шампион. Ларсен не знае што да прави со топката, бие и постигнува погодок. Па дали е можно? 6 гол за Ларсен, 27 према 20. 2,5 минути до крајот, 52 секунди. Ларвек со ракометарка помалку, стигнува поддршката од трибините веќе од поодамна. Гледачите се на нозе. Се ори македонско девојче. Ние одиме во напад. Кастратовиќ, Бујанова, нема простор за удар. Малахова не треба сама да форсира, обице да проигра со Платон, меѓутоа имаше прекршок 9 метри. Поглед и кон семафорот, точно 2 минути до крајот, 27-20, резултат кој го води Кометал во финалето. Будимир, една агресивна зона, по 15 секунди ќе биде комплетен норвешкиот шампион. Треба да искористиме предноста, да создадеме висок играч, а и го имаме на теренот, мора да се бие кон противнички дуел. Малахова е во позиција, нема 7 метри, стартуваше Ларсен. Сета Малахова не ја прифати оваа топка, инаку ќе беше тоа нов удар од 7 метри за нашиот состав. И сега Бујанова непотребно изфорсира повторно од неизградена позиција, останува 27-20. Комплетен е шампионот на Норвешка, побаране тајм-аут, дали минута одмор за своите ракометарки, побара Александар Панов, председателот на клубот Иван Бојков. Ефикасен, платен промет. 12 часа дневно. По 30 градови низ Македонија. Без турканици и чекање. Продолжува играта, 7 гола разлика. Напад на Ларвик. Дуволт повторно доаѓа на племекерската позиција. Ларсен. Будимир излегува над неа. Треба да се внимава да не направиме груп прекршок, да не дојде до исклучување. Драма во самиот финиш, последни 54 секунди. Ларсен, да видиме, Чупич таму стартуваше над Кнутсен. 9 метри, уфрлена топката во игра. Повторно Ларсен, Дуволт па Олсон. Минува времето. И сега удар на Дуволт, погодок, 7 гол за неа. 27 према 21, 6 гола разлика. Уште точно 25 во овој момент секунди до крајот и да видиме реакција од клупата, најверојатно предмалку Гекстата, не, по случајов токму Гекстата побара минута одмор, меѓутоа добро дојдено. Кој штеди, има.
Електростопанство на Македонија. 33 секунди остануваат до крајот. Еден гол го води Кометал во финалето. Успешно одиграна одбрана. Значи финале за Ларвик. Сето тоа во само 33 секунди. Будимир Бујанова, кој ќе ја преземе одговорноста. Будимир бара позиција, бие и гол! Јунакот на мечот, Адријана Будимир, 8 гола во првото полувреме, првиот во второто. 28-21, 7 гола разлика, 6 секунди до крајот. Не смееме да дозволиме чудо, да видиме. Не продолжи семафорот да работи. И од тука судиите Вакула и Људовик се упатуваат кон записничката маса. 5 секунди и 7 десетинки остануваат до крајот. 28-21, 7 гола разлика. Треба сега да се отиде веднаш на прекршок. Веројатно тоа се словеците. Колку ли долго ќе минуваат овие нешто повеќе од 5,5 секунди. И во оваа напната атмосфера од 4000 грла се скандира Кометал, Ѓорче. Се бодрат меѓу себе нашите ракометарки. Последни 5 секунди на одлука. Разбирливо. Подлабока зона и не може да се одигра. Топка во аут, минува времето. Крај на мечот, Кометал е во големото финале. По втор пат во историјата на клубот. Фантастична атмосфера. Драма во самиот финиш. Кометал успева она што беше невозможно. Што речеси, никој може би и него предпоставуваше, но она што сите длабоко и потајно го криевме во своите срца, се надевавме дека може против шампионот на Норвешка да се надомести негативата од 7 гола. Кометал, Ѓорче Петров успева да го претвори во голема победа, да слави до 28-21 и сега да почнува една вистинска прослава, она што сме навикнале да го следиме во салата на Кале, како низ настапите на Кометал Ѓорче Петров, така и низ настапите на женската ракометна репрезентација на Македонија. Почитувани гледачи, тука накусло ќе се обидам да се снимнам доле во салата, да поразговараме со нашите ракометарки, а вие бидете со прекрасната атмосфера во салата на Кале.
верувам дека сега ќе успееме да се слушнеме со уште некоја од коментарки. Се слави големата победа. Гордана Нацева. Адријана Будимир ја понесе одговорноста. Будимир навистина заслужува честитки за се она што го прикажа, како си во моментов, какво е чувството. Не знам, јас само сутнем, па šta се деси. Во секој случај тоа беше Адријана Будимир, одигра феноменално кога беше најпотребно, веруваме така дека ќе биде и во финалето. Во финалето сме што може да очекуваме таму. Видет ćemo, јас се надам да ćemo освоити. Токму така сите се надеваме дека ќе стигнеме до големото финале. А сега ја очекуваме и Анжела Платон, тука и Гордана Нацева, меѓутоа малку простори за фоторепортерите. Продолжува големата прослава. Луминица Дину вообичаено ги избегнува новинарите, имајќи предвид дека не го знае најдобро македонскиот јазик.